Во продолжение на програмата на КТВ следуваат вести. Актуелниот председател на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на 18-тиот партиски конгрес што денеска се одржа во Кавадарци доби поддршка од делегатите за уште еден мандат да ја води партијата. Тој беше единствениот кандидат. На конгресот во своето обраќање Мицковски го представи документот Стратегија Македонија 2030, пропратено со нова парадигма и идеолошки кодекс на партијата и договор со граѓаните. Последниот конгрес дојде веднаш по победата на локалните избори во 2021 година, што всушност беше вовет и пресврт во политичкото делување на оваа генерација на ВМРО ДПМН. Во овој 4-годишен период победивме убедливо и на председателските и на парламентарните избори, со што ја добивме одговорноста да управуваме со владата. Овој конгрес се случува по убедливата и би рекол историската победа на ВМРО ДПМН и коалицијата на последните локални избори. Сите овие победи му припаѓаат на секој еден член, на секој еден човек кој дал влог за нашата партија. Но овие победи за мене се и одговорност, не само да се води државата, но и точно да се трасира патот каде треба да се движи во периодот што доаѓа, рече Мицковски. Тој посочи дека мора да се направат уште многу работи, народот се уште живее тешко и мачно и дека мора да се исправат неправдите, да се донеси надеж и иднина за генерациите што доаѓаат. Визијата за Македонија 2030 е визија за стабилна, продуктивна, правична и европски позиционирана држава, со економија што расте на знаење и труд, со институции што обстојуваат над политичките циклуси, со самосвесен национален идентитет, со зелен и технолошки развој и со општество што верува во заедничката иднина. Оваа визија не е декларација, таа е во рамки за политичко дејствување. Таа бара политика што е сериозна, континуирана и спремна да ја стави државата пред дневната добивка. Токму во тоа се мери зрелоста на една политичка сила, а во следните години тука ќе се мери и зрелоста на државата, порача Мицковски. Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци беше домакин на 46-та Макинова и 23-та Еконова 2025, на кој беа представени новаторски постигнувања на ученици од цела Македонија. Покровител на настанот е председателката Гордана Силјановска-Давкова. Вчера попладне во 16 часот и 50 минути во Овара Кавадарци било пријавено дека на улица Шишка во Кавадарци патничко возило Фијат со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од ЗТ 50 години од Кавадарци, удрило во пешакот КЕ 52 години од село Марена Кавадаречко. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила КЕ, констатирани во општа болница Кавадарци. Увид извршила увидна екипа од Овара Кавадарци, информира денеска од СВР Велес. СДСМ преку антикорупцијскиот тим денеска објави нов скандал, како што рекоа, нова бомба од серијата злоупотреби што ја тресат власта на Мицковски и ДПМН. На денешната пресконференција членот на Централниот одбор Александар Саша Димитриевиќ ги представи најновите, како што велат, докази за системско испумпување на народни пари преку фирми блиски до власта. Антикорупцијскиот тим активно продолжува со објавување на криминалот на ДПМН и владата на Мицковски пред Конгресот на старата банда, истакна Димитриевиќ, подсетувајќи дека видовме како се испумпуваат 9 милиони евра пари на граѓаните преку блиски луѓе и посредници и дека видовме како се краде народот преку наместени тендери. Но како што рече тој, денешната бомба покажувала дека овие шеми станувале уште побрутални. Ама за старата банда не се доволни посредници од надвор. Таа е гадна, ненаситна, бизнисот мора да го тераат лично и од дома, од фамилијата. Денеска објавуваме нов скандал, нова бомба. За тоа кој и како чисти. Сите патишта водат до Ивица Томовски и службата за општи и заеднички работи. Не чисти службата за општи и заеднички работи, чисти семејната фирма на Томовски. Попрецизно кажано, ги чистат парите на граѓаните и тоа во милиони евра. Димитриевиќ објави конкретни податоци
Од државни институции и од општини водени од ДПМН, семејната фирма на Томовски, која го менува името, добила неверојатни 5 милиони и 360 илјади евра, или вкупно 161 тендер. Тоа се речиси 5,5 милиони евра, пари на граѓаните. Дополнително со доаѓањето на ДПМН на власт, бизнисот на фамилијата Томовски експлодирал, беше нагласено на денешната пресконференција на СДСМ. Директорот на службата за општи заеднички работи Ивица Томовски најави дека ќе поднел тужба против СДСМ ако партијата не му се извинела за обвинувањата дека неговата семејна фирма од државни институции и општини водени од ВМРО ДПМН добила вкупно 161 тендер во вредност од 5,3 милиони евра. ГФК Тиквеш со пораз го заврши есенскиот дел од фудбалската сезона. Кавадарчани загубија од Струга со 0-1, а Вардар стана есенски шампион без ниту еден пораз сезонава. Утре предпладне подделни котлини ќе има услови за појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Температурата ќе се движи од 3 до 12 степени. Под влијание на висок воздушен притисок во текот на новата седмица времето ќе биде стабилно и релативно топло. Во предпладневните и вечерните часови подделни котлини ќе има појава на магла и таму температурата ќе остане пониска. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.